Почитувани, добар ви ден. За оние кои што прв пат ме гледаат, јас сум Тони Апостоловски од Битола. После подолго време ве се јавувам од градот, затоа што сакам да зборувам за една тема која што мислам дека ќе биде пресудна за нашиот опстанок, здравје, живот и слобода. Прво да ме запознаат тие што не ме познаваат. Себе си се декларирам како човек за работничките права, како борец за работничките права, за граѓанските права, за националните права и на крајот за човечките права секаде во светот. Темата денешна ќе биде дигитална идентификација, Digital Identity, Digital ID. Од каде идеја да зборувам за оваа тема, ќе ви објаснам наскоро. Меѓутоа, ја пратев во два наврати господја доктор Сладжана Велков, доктор по медицина, по општа пракса, која што едноставно го фрли белиот мантил, не верувајќи во здравствениот систем, односно начинот на кој што здравствените работници ја лечат популацијата и соодметно си живее некаде во Србијата, меѓутоа е доста присутна на социјалните мрежи. Во времето на короналниот период, таа една од 4 доктори, беа 2 мажи и 2 жени, кои што јасно и недвосмислено застанаа во одбрана на правото за избор на вакцината. Кој сакаше нека си се вакцинира, тие шемеќеа да бидат колку толку заштитени. Ќе ги напоменам сите четворица. Едната, значи, беше господја Сладжана, доктор Сладжана Велков, доктор Јадранка Бибан, доктор Атанас Атанасов и доктор Вело Марковски. Машките доктори од тогаш ги нема. Вело Марковски се зафати со политика, доктор Атанас Атанасов се зафати со некои други активности, додека Јадранка Бибан, женската страна на докторската фела, Јадранка Бибан, доктор Јадранка Бибан и доктор Сладжана Велков продолжија и понатаму да се борат за разумот, за здравјето, за човештвото. Имаше 2 подкасти направено доктор Сладжана Велков, од кои што едниот беше во српско студио, другиот во хрватско студио. Едното студио беше Атма ХР, можете да го најдете на YouTube, студио Атма ХР, а другиот беше Балкан Инфо. Таму таа детално објасни за дигиталната идентификација. По сати 20 на минути, по сати 30 на минути некаде му траат подкастите и порача до популацијата, до разбудената популација, а бидејќи јас се чувствувам како 100% разбудена човечка и Божја единка, значи порача на популацијата, на разбудената популација да ги шири тие видеа околу дигиталната идентификација и колку толку да на некаков, било каков начин да можеме да спречиме. Одиме са директно на наш терен. 27. јуни 2025 година владата на креатурата, како што се ја викат Северна Македонија, начело со премиерот кој што е инсталиран од странски служби, донесе закон за архивирање на податоци, така го викаат, меѓутоа тој е целиот натре за дигитален идентитет. Ќе објаснам наскоро што значи тоа дигитален идентитет. Меѓутоа, внимавајте.
кога јас, што сакам да сум информиран и што пратам скоро се и се што, не бев запознат со донесувањето на самиот закон, што стана, почитувани читатели, слушатели, за вас кои што многу послабо се информирате. Законот на 58-та седница на Собранието на Република Македонија е донесен на 27 јуни 2025 година. Нашиве се неписмени, полуписмени и крајно потплатливи пратеници и предпоставам дека законот му е донесен од глобалистите, фрлен му е на маса и му е речено гласајте, меѓутоа гледајте да помини по секоја цена. А како ќе помини по секоја цена? По секоја цена ќе помини ако ќутат тие носителите на законот, односно пратениците, ако ќутат медиумите, ако ќутат било кое средство за јавно информирање, ако ќути докторската фела, ќе го донесат законот без проблем. Истото тоа го направи ја. Внимавајте, законот е донесен во присуство на 89, како што си викат тие, како што си се декларират, северно-македонски пратеници. Од тие 89 северно-македонски пратеници, 62 северно-македонски пратеници гласаа за усвојување на овој закон, 26 воопшто не гласаа и еден беше против. Ќе забележите, можете да проверите лесно 58-та седница под точка 5, закон за архивирање и одржување таму, бла бла бла, да не навлегуваме. Ќе можете да го проверите и самиот, односно ќе можете да го проверите кој и како гласал на самата седница за овој истоимен закон. Тука ќе забележите дека сите гласаа, без разлика дали се позиција или опозиција, па дури и онај на кој што се палат и кој што му единствената шанса, Апашиев, кој што едноставно одлучи дека седницата нема потреба да биде тој присутен, не беше присутен на седницата, никој ништо не кажа буквално ни буква за или против самиот закон. Законот го наштанца, го донесоа и сега тој од употреба, излезен во службен весник е на 4 јули, мислам, 2025 година. Сега одиме со сршта на самиот закон. Што значи дигитален идентитет? Одиме по полека. Се досега нашиот идентитет беше аналоген, односно рачен. Полека по полека сакат да не претворат во компјутери и тоа го прават на таков перфиден начин што едноставно се толку сигурни во своите постапки дека никогаш и со ништо нема да одговараат. Зборувам за оние носителите на законите. Што значи дигитален идентитет? Тоа ќе биде апликација која што ќе мора да се ја носиме со себе на мобилните телефони, за да може да не пратат и со ними секаде каде што ќе се движиме, во која едноставно тој дигитален сертификат или дигитална идентификација, почекајте малце, врвам на пешачки, а на пешачките се опасни зони во град Битола. Значи, дигиталната идентификација во себе ќе содржи севкупната наша здравствена состојба, затоа што се она кај што имаме ние оставено податоци ќе се користи во една централа која што ќе има секој од нас како единствен матичен број. Тој ќе биде, например, 17 06 965 84 93 99, не е важно, меѓутоа секој од нас ќе биде едноставно бројка, која што ќе може да се секој да има
од хакерите, почнувајќи па до некои си инспекторчина во МВР или некој суди да имат пристап до нашите информации. Значи, рековме дека ќе имат на увид нашата здравствена состојба, ќе имат на увид какви лекарства конзумираме, од што боледуваме, кога сме биле на лекар, кој број на чевли носиме и така натаму, колку сме тешки, колку сме лесни, какви ни се забите. Да не навлегувам, значи ќе имат севкупната наша здравствена состојба на тацна. Одиме понатаму. Ќе ги имаат сите катастарски услуги на тацна. Односно, јас како Постоловски Тони ќе фигурирам со мојата дигитална идентификација и кога ќе влези некој во мојата дигитална идентификација, мојот дигитален број, ќе има пристап до моите катастарски податоци. Односно, што поседувам од имовина, колку станови имам, каде ги имам становите, како сум ги добил, историјат на становите, на куќите и така натаму и така натаму. Одиме понатаму. Преку катастарот во комбинација со УЈП, Управа за јавни приходи, ќе имат информација колку плата земам, колку години стаж имам, ќе имат преку овие фискалните сметки кај ги трошам парите, на што ги трошам парите, што би можеле да ми понудат за да купам и така натаму и така натаму. Значи ќе имат преку банките целата моја имотна состојба. Односно во секој момент ќе знаат дали имам 100.000 евра, 1.000.000 евра, 200.000 евра и така натаму и така натаму. Ќе имат исто така увид во состојбата на нашите недвижнини, на нашите ниви, на нашите коли, на нашите буквално ќе имат увид во све. Ќе имат досие, увид во полициски досија, во судски досија, во архивото, секаде каде што Апостолски Тони оставил податоци, тие ќе го имаат. Дури ќе имат податоци за во која кабловска телевизија сум, што најчесто кој веб портали или веб страни ги гледам и така натаму, веќе имат увид во социјалните платформи и едноставно сето тоа го прават за да имат контрола врз нашите животи. Зошто му е потребна контролата врз нашите животи? Ако не гледате, ќе се обидам некако да ви објаснам, дека тие стриктно си терат по агендата 2020-2030 и сега за кратко време очекуваат да преминиме на дигитални пари, затоа што економијата во цел свет ќе крахира и откако ќе крахира, ќе измислат некакви дигитални пари, кои што ќе ни ги префрлуваат на нашиот дигитален идентитет и врз основа на тоа колку сме паметни и мудри, ќе надозират толку колку што тие ќе оценат. Ако не го слушавте Илон Маск, не мора мене да ме вервате, проверете го него, што рече тој во блиска иднина, до 30 година, што рачуна, роботите да превземат севкупната светска работна активност, односно да нема повеќе работници по фабриките, да нема повеќе работници по линијата, ако сакате да нема повеќе суди, милиционери, професори, доктори, буквално сите занаети ќе изумрат и ќе остани на самата единка да одбери, ако сака да работи волонтерски, ќе оди ќе работи. Ако неки да работи, никому ништо не мора да работи, ќе го ранат како труд. Знаете, онај башкиот кај пчелните семејства. Сега, решени се да не сведат на милиарда, жалам и тоа што не го гледате. Се очекуваат во блиска иднина и нуклеарни удари, жалам и тоа што не го гледате. Во се сложувам со доктор Слажана Велков, освен во една.
таа повикува на проектирање на мирна иднина. Значи, проектирање на убави мисли и тука доктор Слаđana Велков застанува. Да, се сложувам со незините идеи, со незините мислења, треба се проектира убава иднина, затоа што ние, единките, повеќето единки, го проектираат самиот свет. Меѓутоа, во свет, каде што е падната популацијата во поглед на незините размислувања на се она што ги обкружува, е сулудо да проектираме позитивна мисла, додека со гилотиња ни ги сечат главите. Јас ќе надоградам доктор Јадранка Бибан и доктор Слаđana Велков. Покрај тоа што ќе проектираме позитивни мисли за себе, за своето семејство и за својот град, за својата држава, за човештвото воопштено, да се организираме. Затоа што се е наш избор, кој што ни го дал Бог. И доколку самите ние не се бориме за нашите животи, за животите на нашите семејства, за нашето здравје и така натаму, ако не сме спремни да се бориме за животот наш со собствениот живот, тогаш нашиот живот не ни е потребен. Знаете како може да проектираме се и се што? Розово све да гледаме на светот, да ни се спрема токму она најлошото. Што е најлошото во дигиталниот идентитет? Најлошото е следно. За да можат да не контролираат вас, а и мене, значи ќе мора да имплантираат нанотехнологија во нашиот крвоток, преку кој што ќе може буквално да не контролираат се. Почнувајќи од нашето будење па до нашето заспивање. Ќе може да не исклучуваат од живот како ќе посакат и кога ќе посакаат. Како тоа? Па кога ќе влези нанотехнологијата, односно веќе видовме што може се да направат на микробиологијата, на генетиката и така натаму. Едноставно, оние што нема да му се вклопат во нивната агенда 2020-2030 ќе бидат исклучени. Тоа го проба првиот пат преку вакцините, убаво го кажува и доктор Слаđana Велков од 2021 година. За жал не му успеа комплетно. Останавме разбудени. 100% разбудено население ширум планетава Земја, кое што едноставно е свесна за се она што го обкружува. Меѓутоа сега овај пат ќе се обидат со многу по-перфиден начин. Веќе Бил Гейтс си кажа дека преку Кока-колата ќе вбризгува нанотехнологија, односно графен оксид во нашите крвотоци. За оние кои што нема да сака да примат вакцини, така ти одлучија дека вакцините се добри за човештвото и точка, крај на приказката. За оние непослушните кои што нема да прифаќаат никакви вакцини или лекарства или ова или она, кои што едноставно ќе се одметнат од системот, преку нивниот дигитален идентитет, само како ножички чкрап, ќе му чкрапнат средствата, приливот на средства, кои што едноставно ги заработил или земал пензија, цел живот работил за да зема са пензија така натаму, за да го примораат да се вакцинира, односно да стане трансхуманоид. Тешки времена доаѓаат, кај нас помина без зрно отпор дигиталната идентификација, додека внимавајте, во Англија веќе 3 месеци протестираат против самата дигитална идентификација. Предводник му е секако мојот пријател Дейвид Ајк. Ви посакувам среќа англичани да обстоите и да бидете исправени и понатаму како човечки и пред се Божји битија. Меѓутоа ќе забележите дека во целиот свет никаде вакви информации нема да најдите. По ниеден медиум. Кога кај нас законот помина инкогнито, кога јас дознавам сега после 5-6 месеци, извинете, меѓутоа во месец јуни бев зафатен со стопирање на изградбата на депонијата, која што еве сега не успев за жал, нити јас, нити моите битолски сограѓани, кој што пред 15 на дена дојдоа се слика слугите на окупаторот
слугите на сатанистите се сликаа пред спортската сала, ни кажува самите возила со кои што ќе се врши транспортот на ѓубрето од нашите домови и од домовите на 18 општини. Мои пријатели, што беше целта? Ќе ве молам, дистрибуирајте го ова видео, ако ништо повеќе да ве запознаам со дигиталната идентификација. Еве, јас нека почнав. Вие почнете, не е проблем, кој било нека почни. Нека шири веста дека е донесен закон за дигитална идентификација во креатурата која се ја викаат Северна Македонија. Донесен е без наше знаење, донесен е без наша дозвола и предпоставам дека ќе си го практикуваат на сила. Затоа што ќе рече да мисля, донесен е законот, а законите се почитуваат. Ние сме демократска вистина држава, меѓутоа закон мора да се почитува. Закон за дигитална идентификација. Мора да издржиме уште оваа година, мора да издржиме и нуклеарните удари. Доаѓа нов свет во кој што едноставно за овие паразити нема да има место. Ако останам жив, ќе се радувам што едноставно ќе ги гмечат паразитите, не ние, ќе ги гмечат овие големите сили. Ние се покажавме македонците дека сме аморфна пластилинска маса која што може секој да ја моделира токму така како што ќе посака. Се ќе се случи во оваа 2026, втората половина на оваа 2026 година, до наредната 2027, се до оној момент, и ова само да го напоменам, дека буквално во целиот свет не постои политичар кој што не е под контрола на оние кои што сакаат едноставно да не сведат на милијарда. Оние кои што едноставно од чиста досада нема што да работат, па измислија пасош за дигитална информација. Тоа колку не кошта, да не навлегувам сега во тие дата центри, во она, тоа е сосем друга технологија, кај што стојат нашите податоци, колку го кошта човештвото на годишно ниво, тие се некогаш во друга пригода, затоа што не сакам едноставно да бидам долг, познавајќи ве вас како слушатели, дека повеќе од 3-4 минути досадно вие. Ќе си речи, тај овој треси глупости, каде сите турци, таму јас сам, меѓутоа кога ќе дојди, кога ќе тропни тој што тропа на вашата врата, верувајте дека ќе биде многу лошо. Размислувајте за дигиталната идентификација. Ќе сеам за друга тема, може би и ова ќе проширам, ќе дообјаснам, но до тогаш ве сакам, ве почитувам и верувам во сите оние кои што останавте луѓе. Секое добро, се гледаме во друга пригода.